ве пукне психата, се качуете до врв на водно и тамо ќе се изнапцуете, ќе се изнавикате тамо негде, никој кај што не ве гледа. Абе, шо сакате ќе си кажете за да ви излезе тоа џаволот од вас? Можете и да викате "Ја сакам цареата ќерка", само да не ве врзе некој за дрво, така да викате. Слободни. И после, тоа кога ќе се ослободиш од таа лошата енергија, значи се симињаш надоле. Ја така се симијав надоле, почнаа да ми клецав ноге и дојдев тука на средно водно и сега тука малце ќе седнам. Водичка, ово, оно, некоја мечка наражен да ставам вамо тамо, или вепар може, кој овој Маричичко може да ги јаде, тоа поховани вепрови и врат од жирафа, зашто не ја бе, што ми фали мене, не сум помал од Маричич, сите ние сме помали од Маричич, обем. Гледам многу од вас се нашле, нивните животни приказни ги нашле во мојот пост, што беше последен напише на Facebook за скопјанките и скопјаните, за тоа лицемерие, нели, за тоа Кобајаги потрага по вистински вредности, која е лажна, во суштина, сите се, нели, gold diggers и трчачи по провод и убав живот. Нормално, кој не сака тоа, сите ние сакаме, но како што рече еден од оние грчки филозофи што сакаа да клецкаат млади момченца, не знам кој беше, дали беше Сократ или Платон, не е битно, рече никогаш премногу. Тоа не е исто со никогаш Северна само Македонија, ама ме разберете така. Ај се гледаме, одам да седнам негде, ми клецав ноге. Чао.